Второто мое прашање исто до министерката или заменичката министерка за животна средина е за реката Брегалница. Значи тука збориме за сличен проблем, збориме за атарот на селата или сега на селбата Стар Караонман, Долни Балван и дури до селото, значи Чердаклија. Тука, за среќа, нема толку пристап како што има за Пчиња, значи земјата до Пчиња е рамна и многу плодна, нели? Затоа таму имало и земјоделско одгледување на земјоделски култури. Додека кај Брегалница е малку ридесто и на само 3, мислам, или 4 места се копа, затоа што едноставно нема пристап. Инаку, предпоставам дека ќе беше целото корито, значи, раскопано. Исто бевме, ги посетивме, значи, на селбата овие две села, значи, то невидено уништување по 10 метри високи, значи, насипи од песок. Реката е 3 или 4 пати проширена и сега е веќе на чекор до нивите. Значи, внимавајте, имаме ситуација кај што наводно се регулира коритото за да не влегува во нивите, наводно за да не ги поплавува, а ние тука го имаме целиот пат кој што е паралелен со реката, е уништен. Неповратно тие 100 тонски, 200 тонски камиони кои што влегувале, и сега селаните, за да воопшто имат некој пристап и до нивите, имат дел од нивите дадено као за нов пат. Стариот пат веќе и малку да најдојде реката го поплавува и сега веќе доаѓа до новиот пат. Значи, наместо да се заштити наводно нивите со регулација на реката, сега нивите се фактички загрозени. И мал дожд да има, мал порен дожд, ево сега иде пролет, нивите се ставени под закана дека ќе бидат поплавени и со тоа ќе отиде, значи, целиот принос. Исто тука, значи, немаме влажност веќе во почвата, луѓето немаат, подземните води се исто тука изместени, луѓето веќе не може да дојдат до подземна вода, што им треба за наводнување и за пиење. Во Долни Балван селото мостот е толку подкопан, значи како прво се гледаат убаво столбовите се 3-4 метра, значи е падната реката под столбовите што била претходно пред да се копа, значи отприлика пред 2 години. И второ, заради тоа копање наводно за регулирање на коритото, околу една третина од мостот пропаднала, па тоа се санирало, потоа пак пропаднала, пак ја санирали, сега чекаме трети пат да пропадне, па пак ќе се санира, додека копањето не застанува, нема рибата каде да се мрести, значи тоа е веќе мртва река. Природата е неповратно уништена. И морам да кажам, од наши извори, кои што се непотврдени, концесионерот, фирмата кој што го врши буквално уништувањето на река Брегалница, му припаѓа на бившиот кандидат за градоначелник на СДСМ, тоа е Здравко Коцев. Таа фирма ги изнајмува камионите и механизацијата од друга фирма, исто близка до СДСМ, тоа е Колетранс. И сега, внимавајте, тука има интересен факт, јас жалам што министерот Бочварски не е тука. Кога излегле селаните на протест, кога се кренала джева, кога дошле новинари, секојаш кога ќе се деси такво нешто, а тоа се случувало неколку пати веќе до сега, камионите и целата машинерија се крие во базата за производство на бетон и сепарацијата на Пелагонија, што е во собственост на министерот Бочварски. Таму се крие. Се чека 3-4 дена, и после тоа кога ќе се смират страстите, повторно се пушта да се копа во реката, повторно ќе излезат луѓето и повторно се паркира таму. Зошто? Затоа што нивниот објект всушност е на местото од каде што се влегува во реката. Значи на згодно место. Еве како функционира целата таа, значи, спрега. И дошла неколку пати луѓето се обраќале до државниот инспекторат, дошла некоја инспекторка, луѓето рекоа дека не покажала ни валидни документи, била многу накратко, рекла дека се е поправила, и наредниот ден од кога се отишла инспекторката, никнале знаци, кои што и ние ги видовме, ги документиравме, забранет пристап за неовластени лица. Иако по закон, пристапот на водотеците е слободен и само совет по предлог на градоначалникот може да ограничи пристап. Значи, еве со какви перфидни, значи, финти вашите функционери се користат за да нелегално и незаконски, значи, уништуваат една река што би требало да биде добробит, значи за сите. И моето прашање ќе биде: дали планирате да излезете на терен сега вистински и кога ќе да ги увидите неправилностите,
и да ја повлечете, значи, улогата, одлуката, која што му е дадена на водостопанство за уредување на речно корито, по чиј превес се уништува реката Брегалница за профит на само неколку поединци блиски до СДСМ. Пријаќе е Прво прашање до министерството